Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Драги слушатели на Радио Слободна Македонија, добар ден и добродојдовте во уште една нова емисија Поента. Емисија која, како и секогаш, е посветена на анализа на најактуелните политички и правни теми што се случуваат во државата во неделата која што е меѓу два вторника. И денес, исто како и во претходните емисии, ќе ги разработиме најважните политички случувања што се случија на македонската политичка сцена. Но пред да преминам на актуелните теми, кои ги одбрав специјално за вас денес, дозволете ми на сите православни христијански верници да им го честитам големиот христијански празник Крстовден и секако на сите што го слават денешниот ден како свој имен ден, да им посакам името да им биде вечно и за секогаш заштитано од Бога. Секако големите честитки доаѓаат и од мама Тања, авторот на денешната емисија Поента, до незиниот син. Честит имен ден, сине, и нека ти е вечно името. Инаку денешниот ден меѓу верниците е познат како Воздвижение на Светиот Крст или Крстовден. Денешниот ден е ден кога верниците прават строг пост. Инаку Крстовден е органски поврзан со вчерашниот празник, празникот на осветувањето на црквата на Христовото воскресение во Ерусалим. Во истата таа црква беа сместени остатоците од чесниот крст на кој што беше распнат Исус Христос, а кој крст го пронајде мајка му на цар Константин Велики, царицата Елена. Уште еден настан, освен пронаоѓањето на чесниот крст, е поврзан со овој празник, а тоа е неговото враќање од Персија, каде што беше однесен по персиското освојување и разорување на Ерусалим во 7 век, што се случи за време на византискиот император Иракли. Најважното нешто што се слави денес е крстот како символ на победата над светската суета, символ на смирениот бунт на внатрешниот човек. Одиме понатаму со емисијата, секако со анализа на најважните теми што се случија изминатата недела. Секако топ тема, која што би сакала да ја актуализирам во емисијата Поента, е поврзана со дебатата што се водеше во Комисијата за политички систем во Собранието на Република Македонија, а во контекст на едногодишниот извештај за работата на специјалното јавно обвинителство и со неговото представување од страна на главната специјална обвинителка Катица Јанева во рамките, како што реков, на Собраниската комисија за политички систем. Извештајот за едногодишната работа на СЈО веќе една недела е специјална тема во Собранието, но би рекла уште поспецијална тема е и во медиумите, по социјалните мрежи, и би рекла со полно право, затоа што она што е законска обврска за секој буџетски корисник на народни пари, секако да поднесе и да образложи годишен извештај не само за својата работа, туку и за своето финансиско работење со цел да ги оправда потрошените пари, специјалното јавно обвинителство ја претвори во тема која што наеднаш доби статус на државна тајна, затоа што никој во државата, освен Јанева и претпоставувам незините платеници, не смееме да знаеме како се трошат народните пари од страна на овој орган. Се чини дека никој не смее да се дрзне, ниту да помисли да се обиде, да дзирне во џебот на специјалното јавно обвинителство, не баре она што е содржина во џебот е нејзина или нивна приватна сопственост.
се добива впечаток дека Јанева и незините во тимот, како од своји пари, да го полнат буџетот на специјалното јавно обвинителство и оттаму како нивна приватна собственост да ја влечат да го влечат своето право да не даваат отчет за тоа каде ги потрошиле овие пари. И во одбрана на доверливоста, нели во наводници, на потрошените, а не прикажани пари во финансискиот извештај, буквално се вдаде една цела армија медиумски перјаници, бранители на ликот и делото на Јанева и на специјалното јавно обвинителство. Вчера видовме дека во одбрана на овој орган се вдадоа и шарините Мулеров-Арбачи, но и целата опозиција. Токму ова во наводници одбрана на Јанева и на СЈО го наметна сомнежот во законитоста на целата операција. Наметна прашања кои што ги поставува секој разумен граѓанин. Зошто е потребна толкава медиумска хистерија за работа што е сосема нормална законска обврска на секој буџетски корисник? Што Јанева сака да сокрие од јавноста? Чии ангажман или чии активности не смеат да излезат во јавноста со ваквото строго доверливо држање на незините финансии под превезот топ секрет во државата? Понатака се поставува прашањето кого се плаќа Јанева од нашите народни пари? Што се влегува во категоријата договорни и хонорарни услуги кои што СЈО ги кои што кон СЈО се испорачуваат од страна на непознат број на корисници, односно услужители. Да не случајно под превезот на така наречениот дискретен шарм на Јанева се крие најбруталното и медиумски најхистеричното оправдување на потребата да стартува последниот чин од акцијата внатрешно рушење на системот по сите основи и по сите шавови. Зошто како поинаку да се толкува ова свесно незаконско действие на Јанева, освен како потреба јавно да се погази се во државата, јавно да се избирбатат уставот на државата, пред кој што таа впрочем и се заколна, дека ќе работи согласно уставот, понатака да се избирбатат законите, легитимитетот на сите политички институции, а преку бербатењето на легитимитетот и изборната волја на мнозинството граѓани. Специјалната обвинителка Јанева со незиниот тим соработници и овој пат ја потврдија својата неприкосновена или својата специјална положба во државата. Не баре се никакви надземни и севишни суштества што одат над земјата и проповедаат нови божји правила. Како што покажува праксата, само на неа и се може среде законодавниот дом, среде представничкиот орган на сите македонски граѓани, на прашањата на пратениците каде потрошила ни повеќе ни помалку, туку 1 милион евра за кој нема дадено отчет во финансискиот извештај, таа без тронка срам и етика да одговори. Нема да ви кажам. И не знам дали понатаму вреди што било да се коментира во насока на надополнување на оваа невидена дрскост, невидена безобразност и безгранична инфантилност и ступидност. Ваков лупус ин фабула се чини само Јанева може да го изменаџира до степен да се прашуваме дали нашите уши добро слушаат, дали нашите очи добро гледаат и какво е ова лудило што од класична системска грешка создадена во време на наметнатата политичка криза во земјата се заканува за жал да прерасне во една масовна хистерија на системот. Примерот што Јанева го дава на другите граѓани во државата е сериозна опасност. Би рекла многу поголема од незиниот вкупен габарит. Граѓаните со право си велат, ако вака несериозно и неодговорно може да се однесува еден избран јавен функционер, тогаш секако и нас се ни се може. Зошто и ние да ги почитуваме законите, зошто да ја почитуваме државата,
правилата, системот. Што е повеќе Јанева од нас? Така продолжува оправдувањето на лавината незаконитости што секојдневно ги гледаме. Така добиваат на сила шарените системски стампеда што нанесуваат несогледливи штетни и негативни последици по државата и незиниот поредок. На тој начин треба да се релативизира се во системот под паролата «Никој ништо не ни може». Тука всушност лежи зајакот на Јанева и на опозицијата, олицетворен во незината дрскост на јавна сцена. Можеби целава идеја е преку една системска грешка во изборот на Јанева и на СЈО како парадржавен орган да се создаде една клима на општо беззаконие и општ хаос, кој потоа ќе треба да го санира и затвори некој друг, секако не ние, граѓаните на Република Македонија како единствен носител на суверенитетот согласно Уставот, туку некој друг. Оваа идеја ни е многу позната и реализацијата на оваа идеја, за жал, е длабоко забраздена во државата. Бидејќи нема друго образложение на очигледното безобразие што го покажува целиот тим на Јанева, а посебно на специјалната најавна сцена. По онаа стара изрека «Ем шуто, ем боде», незиниот изум со реченицата «Нема да ви кажам» или 100 пати ќе ви повторам «Нема да ви кажам каде сум ги потрошила парите», е всушност закана која што е упатена директно до пратениците на собранието, се со цел да биде девалвиран и деградиран највисокиот представнички орган на граѓаните во Република Македонија. Дали сме свесни сите ние дека фактички со ова «Нема да ви кажам» упатено до пратениците, Јанева удира силен шамар на целата правна држава. Таа секако не се залага за владење на право, бидејќи ако се залага за владење на право, ќе ги почитува законите, а ако ги почитува законите, треба да даде отчет за својата работа, не само во делот на тоа што работи, туку и во делот на тоа како ги троши нашите пари. Јанева не само што удира шамар на правната држава, таа исто така класично не ги почитува ниту демократијата, а богами ниту граѓаните во државата, бидејќи свесна или не, Јанева со своето дрско и арогантно однесување, но и со демонстрираното правно незнаење, со еден потек ја нокаутираше целата парламентарна демократија. Се доведоа под знак прашање многу елементи од системот. Многу пропусти во високото образование секако, особено во високото правничко образование. Се доведоа под знак прашање многу критериуми за тоа како се добиваат работните места во државата. Исто така се доведуваат под знак прашање многу етички стандарди. Излегоа на мегдан сите слабости што македонскава политичка криза ги создаде, но и ги толерира како колатерална штета. Заборави ли на вистина Јанева дека специјалното јавно обвинителство е државен орган, јавен државен орган, што има обврска да даде отчет за секој потрошен денар народни пари. Значи не се работи за 1 милион евра, туку се работи за обврска да се даде отчет за секој потрошен денар. Заборави ли Јанева дека дури и согласно незиниот закон, оној популарно наречениот закон за специјално обвинителство, во член 7 и укажува или упатува обврска дека таа е одговорна за својата работа пред Собранието на Република Македонија и секако пред Советот на јавни обвинители. Исто така, незиниот закон во наводници и наложува дека таа има обврска да обезбеди соодветни информации за да ги оправда своите трошоците при работењето. Заборави ли Јанева дека токму согласно незиниот закон, таа е професионално одговорна за стручните и за законските действија при работата и пред Советот на јавни обвинители. Таа не само што има обврска да го презентира и докрај да го брани извештајот
поднесен до собранието, до пратениците, таа исто така истото треба да го стори и до членовите на Советот на јавните обвинители. Во тој контекст, прашање до Јанева, дали слушнала специјалната јавна обвинителка за Законот за јавна внатрешна финансиска контрола? Познато ли е дека таа како раководител и како овластено службено лице на специјалното јавно обвинителство е должна да воспостави финансиска контрола во органот и секако систем за управување со финансиските средства? Поставила ли Јанева финансиски контролор во специјалното јавно обвинителство, кој согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола ќе врши проверка на законитоста, но и проверка на правилноста на незините предложени финансиски одлуки или просто речено одлуки каде да се трошат буџетските пари, но исто така тој финансиски контролор треба да ги одобрува или да ги оспорува ваквите одлуки, земајќи ги предвид принципите на економичност, ефикасност и ефективност. Слушнала ли специјалната јавна обвинителка за поимот стабилно финансиско управување и стабилна финансиска контрола, заснована врз принципите на транспарентност, клучниот принцип за кој што очигледно дека со кој што очигледно Јанева има проблем, но и принципите на економичност, ефикасност и ефективност во користењето на расположливите средства? Има ли Јанева поим што значи ревизорска трага, што значи основен финансиски извештај и како изгледа тој основен финансиски извештај, што значи финансиска ревизија, ревизија на усогласеност во проценката, дали работењето на државниот орган е во согласност со законите или не. И на крајот на денот, знае ли Јанева што е сомнеш за измама, а поврзано со преземено или непреземено действие, од кое оправдано може да се донесе заклучок за намерно или погрешно презентирање на материјалните или финансиските акти и факти, токму од страна на овластеното раководно службено лице во државниот орган. Многу прашања се адресирани на вистинското место. Денес на пресконференција координаторот на ВМРО ДПМНЕ изјави дека од 119 поставени прашања, Јанева одговорила само на 20% од нив. Тоа значи дека и на дело се покажува колку специјалната јавна обвинителка не ги почитува пратениците, не ја почитува својата законска обврска да даде отчет, комплетен отчет за своето работење и воопшто буквално не ги фирма сите представници во собранието, без разлика дали доаѓаат од опозицијата и од власта, бидејќи сите представници во собранието се тие што на кои што поставуваат прашање, на кои што се очекува од неа соодветен одговор. Само личноста не е соодветна очигледно на примените прашања да одговори на вистински начин. Не со извртување на фактите, не со бледи и површни одговори кои немаат никаква врска со поставените прашања, туку едноставно се очекува од неа да се добијат одговори на поставените прашања, не оние кои што таа си ги замислила дека и се поставени. Овде имаме мала пауза за реклами, секако останете со Радио Слободна Македонија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Еве неповторно назад во емисијата Поента на тема отчетот на Јанева и на специјалното јавно обвинителство пред Собраниската комисија за политички систем. Видовме дека денешната седница беше одложена токму заради недоаѓањето на специјалната на комисиската расправа. Незиното оправдување беше дека пратениците од владеачката структура и прават класичен мобинг на специјалната јавна обвинителка, иако и за тоа ќе се осврнам нешто подолу во емисијата. Продолжувам со тоа дека многу прашања се адресирани не само од
пратеничката група на ВМРО ДПМН до Јанева, туку многу прашања доаѓаат и од јавноста, од обичните граѓани кои сакаат да знаат како се троши секој денар од нивните народни пари. Затоа што граѓаните знаат, ако Јанева не знае, дека финансиско управување и финансиска контрола се воспоставува кај сите буџетски корисници од областа на законодавната, извршната и судската власт или правосудната власт, како и кај фондовите, општините, градот Скопје. Тоа значи дека секој што е корисник на јавни средства, секој кој што прима буџетски пари и кој што е субјект од јавниот сектор, а таков орган е специјалното јавно обвинителство, има обврска да воспостави систем на финансиско управување и контрола, во кој што ќе бидат спроведени конкретни политики, конкретни процедури и активности кои што ќе бидат воспоставени од раководителот на субјектот со цел да се обезбеди разумно уверување дека парите се трошат на соодветен и законит начин. Основната цел на оваа финансиска контрола е да се вршат работи од својот делокруг на еден правилен, етички, економичен и ефикасен начин, согласно со позитивните прописи во земјата. Тоа значи дека секој раководител на јавен субјект од јавниот сектор кој што користи буџетски пари, чита Јанева, е одговорен за комплетното управување со доделените средства на начин утврден во закон, како и одговорност да биде отчетен во управувањето со јавните средства. Доколку раководителот не сака да биде отчетен и не сака да одговори на бројните пропусти во финансискиот извештај, секако дека има и соодветни институции кои ќе бидат адресирани или ќе бидат активирани во моментот кога ќе дојде тоа прашање на дневен ред. Тука посебно ќе го потенцирам Министерството за финансии, кое преку инспекторите за јавни финансии е надлежен државен орган да врши инспекцијски надзор над трошењето на јавните пари. Токму недостатокот од 1 милион евра во финансискиот извештај на специјалното јавно обвинителство се чини дека ја наложува обврската веднаш да биде алармирана финансиската инспекција, за да на законит начин се утврдат околностите и фактите поврзани со фаличниот финансиски извештај на Јанева. Ако финансиската инспекција најде прекршување на законите во делот на финансиското работење на специјалното јавно обвинителство и ако утврди одговорност кај одговорното лице за одредени сторени неправилности или незаконитости во работењето, треба да се очекуваат во кус рок покренување на прекршочни или соодветни кривични постапки против надлежните лица. Секако, еден од основите за покренување кривична постапка, а оттаму и кривична одговорност за овластеното службено лице, е доколку се најде несовпаѓање на дадените буџетски средства согласно финансискиот план на органот со потрошените, а не прикажани средства во финансискиот извештај. Или едноставно, ако тоа што се добило како пари, како приход, не соодветствува со она што се јавува како расход во финансискиот извештај. Ваквото дело, согласно кривичниот законник, е секако кривично дело и тоа по неколку основи. Кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, но и кривично дело несовесно работење во служба, а доколку се пронајдат и одредени конкретни факти, може да се отвори прашање за кривично дело проневера, но и измама во служба. Секако дека како специјален јавен обвинител, Јанева мора да го знае сето ова. Но сепак, гледаме дека одлучила да постапува така како што постапува. Одговорот на прашањето
кој го штити специјалното јавно обвинителство во можното незаконско работење и за кои цели сето тоа се крие под тепих, знаеме сите. Добро е уште еднаш можеме да го повториме градивото, за конечно да почнеме да бараме лек или кура од оние напасти што му демнат на системот. Дозволете во продолжение да бидам и малку иронична кога станува збор за специјалното јавно обвинителство. Секако во контекст на односот на специјалната јавна обвинителка што таа го демонстрира во собранието, еве и со денешното недоаѓање во Собраниската комисија за политички систем, фактички јас велам Катица Јанева се легитимира во системот како една нова македонска кралица. И велам, ете го доживеавме и тоа чудо. Македонија си доби своја кралица. Ако помисливте дека само британците заслужуваат да имаат нејзино височество, не, се лажете затоа што од пред некое време и Македонија се вброи во групата на држави монархии. Монархијата Македонија доби кралица со ниет за многу кратко време да ги сруши републиканските вредности и принципи, да ја погази републиканската парламентарна традиција и се, буквално се во системот да подреди на својата кралска надменост, но и, за жал, кралска неписменост во системот. Од тука, иронично велам, кралицата Катица Прва Јанева започнува една нова традиција во државата. Се вдаде во изградба на еден нов поредок, нови правила, еден нов систем, нова политика, за која што видовме дека сака да ја бистри, но и еден вид нова одговорност во системот, или ако сакате нова неодговорност. Од минато наделното нејзино обраќање пред законодавниот дом, видовме дека е на ум да ја урива од темели целата парламентарна демократија врз која што е изградена државата Република Македонија. Видовме како на дело сака да инсталира одредени нејзини монархистички правила, според кои парламентот не ни е потребен. Бидејќи и самата кажа на Собраниската комисија дека според незините наоѓања од прислушуваните телефонски разговори, собранието и така и вака ни е целосно нелегитимно, изгора на се почнува да станува невидано, безобразно и без усул, кога токму пратениците од власта и поставуваат недозволени пратенички прашања. Според незиниот однос, испаѓа дека собрание не ни треба, а уште помалку ни е потребна и парламентарна демократија. Не ни треба ништо од сето тоа кога си ја имаме неа, македонското височество Катица Прва Јанева. Како и секоја кралица, така и таа се чувствува навредено кога треба да одговара на прашања на пратеници кои што замислите се избрани од обичната раја. Незината сина крв нема да дозволи такво деградирање на кралската личност и на кралското педигре. Токму затоа таа реши да ја покаже сета своја кралска арогантност, но и дрскост во законодавниот дом, за да покаже кој е кој и на кому каде му е местото. Овде правиме мала реклама за пауза за реклама, се извинувам, останете со поента, се враќаме за некоја минута. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Да продолжуваме со иронијата на монархијата Република Македонија и нашата ново устоличена кралица Катица Прва Јанева. За разлика од незината британска колешка, политичка секако колешка, која исклучително многу внимава на традицијата и на почитувањето на правните процедури во британскиот парламент, оваа нашава кралица, во наводници секако, не фирма ништо и никого.
таа се чини дека е над сите и над се во државата. Ако британската кралица е политички неутрална, македонскава кралица е политички директна и со однапред утврдена политичка страна. Кога оди по собрание, надвор од собрание, црвен тепих треба да ѝ се постила. Кога се смее, камерите и фотографите треба да ја фатат под најубав агол. Кога пратениците прашуваат за незината работа, крвта треба да им се заледи. Кога ја прашуваат каде ги потрошила милионите евра народни пари, устата треба да им се сошие. Каков е тој пратенички срам, кралица да биде прашувана такви недолични прашања. Тоа е невиден безобразлук, простотилак и срам за представниците на плепсот. Зар не знаат тие нерани мајковци дека оваа наша прва македонска кралица е безгрешна? Дека за неа не важат устав, закон, деловник, затоа што сите тие правни акти се носат токму во името на незиното височество? Кој ќе се дрзне да спомне одговорност на Катица Прва Јанева? Тоа што ќе се дрзне да спомне одговорност, 100 стапа по плеќи ќе добија во центарот на градскиот плоштад, каде незината заштитна гарда, шарените, ќе удираат се додека не ја слушнат кралската наредба, фајронт. Незините закони се најдобри и најправедни. Според нив, таа е кривично неодговорна, таа е правно неодговорна, по урнекот на незината британска пријателка. Само таа е недопирлива во системот. Е токму заради тоа што е недопирлива, од неа, опозицијата на незиното височество очекува да биде донесена нова правна светлина во губитничкиот тунел на опозицијата, каде што пустите чучат повеќе од 10 непреболени години. И ќе речете, ама нашава кралица нема поим од ништо. Изгорена се, кај таа што не знае каде се наоѓа, уште и незините десетици правни советници што ја облетуваат, немаат поим како да ја советуваат за доброто на монархијата. Да не ти се верува какви совети даваат незините, нели така наречени најумни пријатели. Замислете, пратениците се обвинети од кралицата дека и вршеле мобинг. Бог да те чува и да те брани од учени недоучени луѓе, од луѓе што нешто читале, ама не допрочитале. Знае ли нашава кралица и незината советничка свита што е мобинг? Каде и како се врши мобинг? Каде се пријавува мобинг и слично? Да ги подсетиме незините правни советници дека мобинг се врши на работно место, а Катица не е вработена во собранието, туку Катица е избрана од собранието да врши јавна функција. Се работи за две сосема различни работи за тоа што знае да ги утврди, да ги посочи. Заради појаснување на нештата, еве пред мене го имам законот за заштита од вознемирување на работно место или популарно наречениот закон за мобинг, каде што во член 1 стои, цитирам: со овој закон се уредуваат правата, обврските и одговорностите на работодавачите и вработените во врска со спречување на психичко и сексуално вознемирување на работно место и место на работа, мобинг, во натамошниот текст вознемирување на работно место, мерките и постапката за заштита од мобинг, како и другите прашања од значење за спречување и заштита на вработените од мобинг. Целта на овој закон е секако спречување и заштита од психичко и сексуално вознемирување на работно место, односно местото на работа и обезбедување на здрава работна средина. Во член 3 поимот мобинг се дефинира како психичко вознемирување на работно место и тоа психичко вознемирување на работно место се дефинира како секое негативно однесување на работа или во врска со работа од поединец или група вработени спрема вработен или група на вработени кое се повторува, а представува повреда на достоинството, интегритетот
угледот и честа на вработените лица и предизвикува страф или создава непријателско, понижувачко или навредливо однесување, чија крајна цел може да биде престанок на работниот однос или напуштање на работното место. Не сме знаеле дека Катица Јанева е вработена во Собранието на Република Македонија и уште помалку сме знаеле дека вработените пратеници во Собранието на Република Македонија и вршат психичко и сексуално вознемирување на незиното работно место во Собранието на Република Македонија. Но, нели како велат, секој ден од животот учиме по нешто ново. Одиме понатака од законот за мобинг. Вели вака: однесувањето ќе се смета за психичко вознемирување на работното место, ако истото се повторува и за кое вработениот, кој смета дека е изложен на мобинг, писмено го предупредил вршителот на вознемирување за неговото однесување, дека му пречи, односно дека ќе го смета за вознемирување на работно место, а кое и по предупредувањето не престанало. Јас не слушнав, ниту па медиумите пиша, дека Јанева испратила писмена информација до председателот на Собранието, ако смета дека тој е работодавач, бидејќи се однесува како таа да е вработена во Собранието. Значи, писмена информација каде што се предупредува лицето кое што е вршител на вознемирување за неговото однесување, дека не ја и пречи и дека го смета за вознемирување на работно место. Такво нешто до сега не видовме, токму затоа што и самата е свесна дека не е тоа што го зборува, дека никој не врши мобинг на работно место, туку дека се е ова еден силен политички спин кој треба да резултира со одредени политички поени или собирање политички поени на опозицијата. Ајде видиме понатака што вели законот. Вели: вознемирување на работно место представува и потикнување или наведување на други на вакво однесување. Видот и формите на однесување кои се сметаат за мобинг на работно место се определуваат со колективен договор. Како е можно Катица Јанева да се жали на мобинг во услови кога таа е таа што прекршува устав, закони, деловник за работа на Собранието и така натаму со недавање на одговори на пратенички прашања? Дали таа не прави мобинг, односно не ги вознемирува пратениците во Собранието заради тоа што не сака да одговори на своите уставни законски обврски? Давањето одговори на секое едно пратеничко прашање е нејзина професионална обврска од која не може таа да избега. Едноставно нема бегање. Ја знае ли Јанева барем првата буква од постапката преку кој се остварува парламентарната демократија во земјата? Има ли елементарен поим што представуваат пратениците во политичкиот систем, кои се нивните права, што е собрание, зошто таа има обврска да дава отчет за сработеното, но не таков како што го дала, туку комплетен отчет за сработеното, како таа треба да се однесува кон јавноста, но и кон пратениците, кои се незините професионални обврски во системот. Идеме уште со еден блок реклами и потоа нормално назад во емисијата Поента ни остануваат уште неколку минути за крај. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Да, се враќаме назад во Поента и секако би сакала за момент да замислите на што би личало Собранието на Република Македонија ако секој избран или именуван јавен функционер од страна на представничкиот орган почна да се однесува како специјалната обвинителка Катица. Можете ли да се замислите во што би се претворила државата ако, например, председателот на владата или сите незини министри почна да се однесуваат на идентичен начин како и Јанева? Например, во денот резервиран за пратенички прашања, последниот четврток од месецот, наместо одговори од министри и од председателот на владата, или конкретно од председателот за спроведување избори,
претениците да добиваат мајтапи за фрканци како одговори. Еве, например, замислете го председателот на владата за спроведување избори Емил Димитриев или, например, актуелниот технички министар за внатрешни работи Оливер Спасовски или, например, министарот за здравство Никола Тодоров. На секој е поставено претеничко прашање да одговараат со, цитирам, "ма 100 пати ви реков, нема да добиете одговор". Дали можете да замислите во што би се претворил представничкиот орган на граѓаните и каква штета со своето однесување и делување прави Јанева, оставајки, би рекла, еден урнек на можно однесување на сите политичари, односно избрани или именувани функционери во Собранието на Република Македонија. Навистина, ваков резил од страна на избран функционер кон органот што го избрал, нема никаде и не се случил воопшто во Република Македонија. Исто така, тема која што треба да се дискутира е вчерашниот протест што шарените револуционери го одржаа пред Собранието на Република Македонија, замислете, за одбрана на СЈО и на Катица Јанева. Она што остана енигма и што остана да виси во воздухот е од што ја бранат Катица Јанева шарениве, кој ја загрозува Катица Јанева во системот и воопшто кој го отвара прашањето за незината безбедност и воопшто за работата на специјалното јавно обвинителство. Затоа им советуваме на шарениве, ако и понатака имаат ниет да ја бранат Јанева, треба едноставно да ја бранат од незиниот јавен резил, кој што си го прави со секое излегување во јавноста, сама си го прави, никој друг не го прави, и да едноставно ја советуваат Јанева да ги поднаучи основните закони во државата, за да не си го прави тој резил самата на себе. Неслучајно народот има кажано дека резилот што сам си го правиш во јавноста е најголемиот непријател не може да ти го смисли. Граѓаните врз основа на бројните факти и действија што секојдневно ги гледаат и ги следат во медиумите, може да донесат сопствен суд дали работата на еден орган е во согласност со законите и со правдата или не. Затоа што како никогаш како досега информациите се достапни, јавни и тие можат на најдобар начин и во вистинско светло да ја доловат вистината за нечие работење. Дополнително на ова, срамот што самата Јанева си го нанесе со последното интервју дадено за МТВ, но и со низа изјави дадени предходно, му нанесе на специјалното јавно обвинителство еден голем срам и тешко петно, кое што тешко дека ќе може да се испере или да се тргне. Од тука џабе е ангажманот на цела армија активирани медиумски и правни бранители на Јанева, џабе е тој вонреден ангажман на бранителите платеници од шарената револуција, џабе едноставно се. Целата оваа фурија од коментари и пишани текстови кои имаат за цел да го ублажат срамот на СЈО и посебно на Катица Јанева во јавноста, ќе биде контрапродуктивна, затоа што граѓаните едноставно не почитуваат аматеризам и незнаење. Сите граѓани се свесни дека незнаењето е како шуга, колку повеќе го чешаш или јавно го покажуваш, толку повеќе заглавуваш во него, толку повеќе се шири и ти нанесува уште поголем срам. Ако на крајот Јанева сепак одлучи да не поднесе оставка и остане главна во специјалното јавно обвинителство, убедена сум дека ќе гледаме нови циркуси и нови бламирања на овој државен орган. Основното непознавање на правото, на правниот и на политичкиот систем на државата, што Јанева секојдневно го демонстрира и манифестира на директен или индиректен начин, како и незината тотална изгубеност во речениците и мислата, е сериозна работа на која мора да и се стави крај. Не може ниту еден носител на јавна функција,
кога дава отчет за тоа како ги троши народните пари, да им одговара на пратениците со не ви кажувам или 100 пати нема да ви кажам и покрај тоа што ме прашувате. Јанева може да не им кажува на своите деца каде ги троши своите пари, но кога станува збор за народни пари, тоа не може да пројде никако. За секој потрошен денар, таа е должна да каже каде и за која цел ги потрошила, и тоа во финансискиот извештај да биде убаво навезано, како буквално од професионален и стручен финансиски извештај кој доаѓа од професионален и стручен државен орган. Самото поднесување на ваков фаличен извештај до пратениците во Собранието на Република Македонија покажува еден срамен однос на СЈО кон народните пратеници, но и покажува еден чин на големо деградирање на пратеничкиот состав, на постојниот пратенички состав во државата. Со оглед на тоа дека имаме уште малку време до крајот на емисијата Поента, останува уште толку да кажам дека емисијата Поента се емитува во рамките на радиотрговското дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Автор на емисијата Поента е професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Денеска е 27 септември 2016 година. Ми останува уште време да ви посакам убав остаток на денот и секако останете со ведро и убаво расположение. Ние се слушаме наредниот вторник во истото време, вторник 17 до 18 часот. Поздрав и се најубаво.